Замислете на сметка да добиете 500 евра или околу 31.000 денари. Нема камати, нема данок, не мора да се вратат, а можат да се потрошат на што сакате. Но тоа е многу убаво. Ако дадат, секој ќе зима. За кога е лошо? За секој треба пари. Ова е криза. Супер. Требат ми моментално. Звучи неверојатно, но токму за ова размислува Европа. На секој полнолетен граѓанин да му подари од 500 до 2000 евра. Криза е, малку се троши, трговијата трпи, па на овој начин треба да се раздвижи економијата. Ево падната потрошувачката, а производството и трговијата бараат пласман на своите производи. Тоа значи да се најде начин, ова е еден од тие начини, како да се трошат производите во трговијата. Дел од овие пари ќе заврши и кај нас, но на сметките на Унија со бугарски пасош, зашто тие се членови на Европската Унија. Нив во регионот ги има се повеќе и од сите општини. Делчево мога да кажа слободно дека преку 70% се земали бугарски. Исто така и Виница, Кочини. Сега на последно време голем интерес има од Штип. Се предпоставува дека најмалку 10.000 полнолетни жители на регионот се со бугарски пасош. Тоа значи дека на регионот Европа ќе му даде околу 5 милиони евра. Тие пари ќе ја зголемат потрошувачката, а тоа индиректно значи дека ќе има можност со ново производство да се произведат пак нови стоки, нови производи. На што овие пари би можеле да се потрошат? За јадење ќе потрошам. Повеќе во амбулантата одам, во аптеките, се што и да е таму одат повеќе. Одмah на внуците ќе купиме нешто, да бидат задоволни, било влечки, било контурки, чоколаца. Ова значително би ја раздвижило економијата, но има една работа на која Европа не смета. А тоа е дека добар дел од нашиот народ парите нема да ги потроши на ништо. Ќе ги дигне под перница за црни денови.